Врз основа на специјалната регулатива за Западен Балкан, воведена во почетокот на 2016 година, Германија само во првите 8 месеци од 2017 година издаде 63.000 работни дозволи на граѓани од Западен Балкан, меѓу кои на неколку илјади македонци. Со оваа регулатива воведени се значителни олеснувања за трудовите мигранти од овој дел на Европа, како поднесување на доказ дека му е понудена конкретна работа во Германија, при што се добива работна дозвола без при тоа да се бара доказ за квалификациите. Сојузната агенција за вработување на Германија проверува дали постои домашен кандидат за тоа работно место, но во 4 од 5 случаи дава зелено светло. Наспроти тоа, критериумите за гајстрабајтери од трети земји се многу строги. Според информациите од Институтот за истражување на пазарот на труд и вработување од Западен Балкан, главно пристигнуваат неквалификувани и полуквалификувани работници, додека уделот на факултетски работници и други експерти изнесува само 3,4%. Кога се попрашање македонските работници, убедливо најмногу работни дозволи се издаваат за во градежништвото. Во гостителството поборувачката на работна сила од Балканот е исто така голема, но се бараат и хигиеничари, негователки и градинари. Работната виза трае додека лицето е вработено, а предвидено е луѓето да се вратат во татковината кога ќе останат без работа. Мигрантите, меѓутоа, имаат право на социјално осигурување, доколку во Германија имаат работено најмалку 12 месеци. Поради тоа не е исклучено да останат, дури и кога ќе загубат работата. Специјалната регулатива на Западен Балкан, која е воведена во екот на бегалската криза, важи до 2020 година.